Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Македонија нема проблеми со снабдување со горивата. Резервите се стабилни. Сите патишта денеска водат кон манастирот Свети Архангел Михаил. Ворошани го слават Голем петок. Собствената борба како инспирација за другите. Живот повторно, настан во Прилеп организиран од храброто момче Димитар Радески. Во дом во Прилеп пронајдени 74 стари монети, кривична пријава за недозволена трговија со културно наследство. Од понеделник ќе се санира Ленишки мост, предвиден е временски режим на сообраќајот. Времето денеска умерено облачно и потопло. Урбан маркетинг. За сите вас, најубави јајца за среќни велигденски и првомајски празници. Живинарска фарма Долнен и Прилеп. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнес центарот во Прилеп. 30 години заедно со вас. Трио 95 Прилеп. Среќни велигденски и првомајски празници со производите на Трио 95. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Премиерот Христијан Мицковски смета дека нема опасност за македонските граѓани и бизнисите од глобалната нафтена криза предизвикана од воениот судир на Блискиот Исток. Во изјава за новинарите Мицковски рече дека државата во моментов нема какви било предизвици во ланецот на снабдување со нафта и нафтени деривати. Како што посочи, Македонија има најевтини горива во регионот, а со керозин од земјава се снабдуваат и неколку регионални аеродроми. Во меѓувреме, владата размислува за мерки за стабилизирање на цените на храната, вклучително и можноста данокот на доданата вредност да се намали од 5 на 0% за одредени сезонски производи. Мицковски истакна дека цените на храната се следат на дневна основа и дека во зависност од нивното движење ќе се реагира. Владата, како што посочи, веќе испратила порака до трговците да не ги зголемуваат маржите, туку да ги намалуваат, со цел зголемување на обемот на продажба. Со одлука на собранието, кризната состојба е продолжена до 20 јули. Утро во прв петок по Великден сите патешта водеа кон Варош, приградска најстара прилепска населба, каде е сместен еден од најубавите, најстарите манастири Свети Архангел Михаил, кој на овој ден, Велики петок, Светол петок, прв петок по Великден, го посетуваат илјадници верници, бидејќи празникот е слава на варошани и на манастирот. Нема куќа во Варош која денеска не слави и нема домеќин која не е посетен од прилепските пријатели. Манастирските врати денеска се отворени за сите честолюбиви луѓе, верници и божји поданици. Река од луѓе се движеше кон манастирот, каде во црквата утрово се одржа божествена литургија, која говореше за востановување на овој празник, кој е во чест на чудата
тоа што се случувале на изворот што се наоѓал покрај храмот животоносен источник, посветен на Пресвета Богородица во близината на Цариград. Варошкиот манастир Свети Архангел Михаил, вгнезден во величествениот гранитен камен над Прилепскиот варош, се вбројува меѓу најубавите, најзначајните културни споменици и религиозни центри во Македонија. Легендата говори дека потеклото на манастирот започнува во 10-тиот век, кога некој ученик на Свети Климент Охридски се населил во некоја од карпите каде водел осаменички живот. Времето го датира и мермерниот столб со кириличен надпис од 996 година, втор најстар надпис кој е употребен во изградбата на единствената манастирска црква, говори за култно место. Денес тој е дел од Преспанско-Пелагониската епархија. На 19 април, в недела, во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп ќе се одржи настанот Живот повторно, кој го организира Димитар Радески од Прилеп, водено од лична идеја и инспирација со единствена цел да ја поттикне и подигне свеста за малигните болести и превенција. Димитар Радески е канцер пациент кој минува низ агонијата наречена рак и за прв пат јавно и сурово искрено ќе говори за неговата најтешка борба во животот и на неговите најблиски. На настанот учество ќе земат и дел од најдобрите доктори во Македонија, председателот на Комисијата за ретки болести, музички изведувачи и артисти и други успешни личности што ја поддржуваат неговата идеја. Ќе се води дискусија и интеракција со Димитар, докторите и меѓу публиката преку поставување прашања. Идејата е ваков настан да се одржува и во другите градови низ Македонија со цел преку приказната на Димитар Радески да се прикаже вистинската слика и реалноста од патешествието на еден пациент со канцер за да се подигне свеста околу малигните заболувања, едуцирање и информирање за превенција. Од полицискиот билтен две информации. Овара Прилеп поднесе кривична пријава против ПВ, 41 годишен од Прилеп, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластена трговија со добра под привремена заштита на културно наследство и природна реткост. Полициски службеници извршиле претрес во домот на пријавениот, при што биле пронајдени и одземени 74 стари монети, од кои дел се од 19-ти и почетокот на 20-тиот век. Овара Прилеп поднесе кривична пријава против ФА, 41 годишен од Прилеп, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело фалсификување на исправа. На 20.12.2025 полициски службеници од таткото на пријавениот одзеле патничко возило Opel Astra во сопственост на пријавениот и при извршени проверки и вештачење било констатирано дека во сообраќајната дозвола е впишан различен идентификационен број кој воопшто не евидентира во системот на Министерството за внатрешни работи. Регионалниот центар за управување со кризи информира по известување од Автомотосојузот на Македонија за времена измена на сообраќајот поради градежни работи на дел од патот Плетвар-Прилеп. На 20 април, понеделник, ќе се започне со времена измена на сообраќајот при санација на горниот строј на Ленишки мост на километар 47 плюс 900 на државен пат А1 делница Плетвар-Прилеп и истата ќе трае до завршувањето на санацијата. Сообраќајната согласност е со рок на важност од 6 месеци. Временска прогноза. Денеска и во текот на престојниот викенд ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Во Прилеп минималната температура достигна до 8, а максималната до 19 степени. Според прогнозата на синоптичарите, денеска и утре ќе дува умерен повремено засилен северен ветер, а на повеќе места ќе има локален дожд со услови за ретки грмежи. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, април 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.